Само неколку часа неделат од стапнувањето во 2023 година. Граѓаните ги прават последните подготовки за вечерашната новогодишна ноќ. Оние кои биле презафатени со работа и обврски го користат последниот ден за пазарување храна, пијалоци и по некој скромен подарок за најблиските. Во Тетово, како и да немаше предновогодишна атмосфера, освен гужвите во сообраќајот кои потсетуваат дека и селениците се вратиле дома за празниците. Освен дел од угостителските објекти, градот оваа година не беше накитен, прослава на плоштадот како и обично нема, а граѓаните слават најчесто дома во кругот на најблиските. Кафулињата и рестораните ги полнат помладите. Дома со семејството, дома, да. А младите годинава каде ќе сте? Па младите со друштво, да. Така. Дома, сите дома, домашна атмосфера. За нова година дома. За нова година ние повозрасни пензионери дома си чекаме, а младите кој како има можност. И тетовскиот градоначалник за време на новогодишната ноќ ќе биде во домашна атмосфера. За нова година дома. Да, немам планирано нешто некоја посебно, затоа што и ситуацијата не ни дозволува да направиме нешто по весело, посвечено, имајќи предвид дека повеќето од нашите граѓани се соочуваат со економска криза, со секојдневните проблеми, ние не можеме да излеземе надвор од тој просек. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека согласно законот за празници, 1 јануари недела, односно 2 јануари понеделник, нова година, е неработен ден за сите граѓани на земјава.